почитувана министерка, за одговорот. Сега, како што кажавте вие во вашиот одговор, јас ќе ви кажам, ние вас ве фаќаме за рака и вам ви ја даваме довербата, ова го кажувам како професор, заради тоа што сум силно убедена дека наставници како прво со било каква промена што би се направило и најмала измена, наставници без работа нема да останат. Јас ви ја давам поддршката и ги замолувам колегите наставници да ја дадат поддршката, заради тоа што квалитет сакате да дадете во образованието, поддршка даваме и за активностите што се прават во Министерството за образование и наука. Почитувани колеги наставници, транспарентноста е сега многу поголема. Финансиите се трошат за проекти, а не за лично богатење. Финансиите во Министерството за образование се трошат за мотивација на талентирани ученици, што не беше пример во минатото. Финансиите се трошат за поддршка на училиштата во реализација на мултикултурните проекти и меѓуетничката соработка. И буџетот за тие намени се триплира дури. Поддршка имате за многу грантови кои се делат таму каде што се треба да се делат. И исто така да ги подсетам колегите наставници дека финансиите не се злоупотребуваат како што во минатото се правеше за лично богатење и за злоупотреби и не се креираат долгови, да се должи на талентирани ученици, на ментори, наставници е непростливо. Затоа поддршката ви ја даваме и ви посакуваме успех да има, а секако мислењето на наставниците, на стручната фела, на учениците, нешто е многу, кое што е многу важно и верувам дека во иднина истото тоа ќе биде почитувано, а нема да ги спомнуваме оние лоши спомени кои ги имавме во минатото, кога Министерството за образование беше раководено од СДС или од ДУИ, или од криминали, или од да не продолжувам понатаму. Ви благодарам за одговорот, задоволна сум од одговорот и немам дополнително прашање.